Денес на 14 ноември за денот од светите Козма и Дамјан, Речанската котина беше облеена со звук на камбана, кој важеше како духовно известие дека денот треба да започне и да се заврши со одавање на почест према светиите, светите врачи Козма и Дамјан. Духовниот повик до верниците произлегува од повеќе вековната камбанарија од црквата Свети Ѓорѓија, која е во непосредна близина со црквата посветена на светите врачи. Верниците се сложни со намерата за изградба на камбанарија во кругот на црквата, ама како што знаеа да објаснат, засега не само што е проблематичен тесниот црковен двор, туку ќе биде потребна и поголема инвестиција, што како проречено село со жители за Речани представува потешкотија за собирање средства за идни поголеми инвестиции, како и да е денот на светиите започна. Денот на светиите започна многу порано, особено за послужителниот персонал, кога уште од претходниот ден го разгореа кунскиот огон, не биле ја подготвиле духовната трпеза, во која ќе бидат послужени сите присутни верници во текот на денот, се разбира низ просецот за софра после секоја софра. Овде најзаслужни се професионалните готвачи кои во текот на ноќта подготвија повеќе казани од вкусен оброк. Се разбира, тука се и послужувачите кои ќе треба да ја подготват духовната софра со формирање на можност за непречена послуга со пијалок, салата и леб. Со растање на светиот ден растат и духовните обврски, најнапред со доаѓање на кумот, нешто после 7 часот, кој до овој момент ги чува клучевите од црквата за оваа година. Ќе биде господинот Драган Аврамовски со семејството. Поради духовните обврски во кругот на храмот, честа за прво влегување во црквата Драган му ја предаде на кумот Јуниор, кој со 3 чукања на портата ќе побара слободен влез во храмот. Со самото влегување во црквата веќе се наметнуваат духовните и светите обврски, најнапред со формирање на запалени свеќи преку свечникот, а потоа и со формирање на светиот простор, каде нешто подоцна ќе се освешти светиот леб и светата вода. Им остана само да го следат времето до доаѓањето на свештените лица, кои ќе се зафатат со пеење на свечената литургија посветена на светиите и на сите верници. Со оглед на се уште скромниот број на верници во црковниот двор, забележително беше доаѓањето на светите учесници, предводени од пархискиот швестеник, кои веднаш ќе пристапат кон подготовка за одржување на светата литургија. Како просторот во црквата е ограничен за повеќе слушатели на литургијата, а нашата опрема побарува простор, ќе издвоиме само еден дел од литургијата, или доволно колку да се види присуството на кумот со своето семејство и понекој верник кој послед кратко слушање им отстапува место на верниците кои доаѓаат.
Имаваме мир на сите. И духови Твоему прокимен глас четврти, кон светите, што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упате најсета моја желба. Секогаш го гледам Господа, отионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните читање. Имаваме. Браќа, вие сте телото Христово по отделно членови. Едни од вас Бог постави во црквата, прво апостоли, второ пророци, трето учители, потоа даде дарби за чудеса и исцелениња, па застапници, управници и луѓе што зборуваат на разни јазици. Да сите ли се апостоли, сите ли се пророци, сите ли се учители, сите ли се чудотворци, сите ли има дарби да лекуваат, сите ли зборуваат разни јазици, сите ли се толкувачи, покажувајте ревност за поголеми дарби, а јас ќе ви покажам уште подобар пат, да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони, или кимвал што звечи. Тело Христово примите, од изворот безсмртен усетен. Тело Христово примите, од изворот за прошка на гревовите и за живот вечен. Амин. На здраве и спасение. Источника безсмертного вкусите. На здраве и спасение. Светите Козма и Дамјан биле браќа по тело. Тие биле родени во градот Асија, кој се наоѓал во Мала Азија, на источниот брег на Белото Егејско море, додека нивните родители биле од различна вероисповед. Нивниот татко бил неснабожец, а мајка им била христијанка по име Теодотија. По смртта на нивниот татко,
Нивната мајка се погрижила да ги воспита своите деца во духот на Христовата вера, учејќи ги постојано да му служат на Христа. А кога светите Козма и Дамјан пораснале и се утврдиле во безпрекорниот живот според Господовиот закон, тие постанале како два светилници на земјата, светлејќи со своите добри дела. За таквиот мирни живот од Бога добиле дар на лекување. Па тие им давале здраве и на душите и на телата на сите оние кои со вера го повикувале името Господово. Покрај тоа што им помагале на луѓето светите браќа и помагале и на стоката, зашто без неа луѓето би биле сиромашни и не би имале со што да ја обработуваат земјата. А покрај тоа што не себишно помагале, тие во се строго се придржувале до Христовите заповеди, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Вечни за многу нека му е честито тие што го слават денот на Свети Козма и Дамјан и тие што го носат нивното име, вековито да го слават и да го почитуваат. Сега како што е редот, ќе излеземе надвор, ќе ја осветиме, значи ќе крстиме водата и ќе Со завршување на литургијата, свештеникот ги повикува верниците да се преселат на место каде ќе треба да се освешти светиот леп и водата, во средиштето на црковниот двор, пред импровизираната духовна трпеза, овој пат заштитена од непогоди со оглед на влошената метеоролошка состојба со појава на слаб дожд. Импровизираната заштита не само што работи како заштитник на трпезата и свештениците, туку штитеше и добар дел од верниците, доволно за да успее чинот на осветување на лебот и водата. Следејќи го овој духовен чин, нашата опрема ќе го забележи и интензитетот на врнежите. Свет храм и за оние кои што со вера наморно оживуваат во него, да се помолиме на Господа, за Христолюбивиот и благочестив народ наш, да се помолиме на Господа, за да се освети оваа вода со силата действото и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, за да слезе врз оваа вода очистителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа, за да биде оваа вода лековита за душите и телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа, да се испрати благодатта за избавување и благословување до Јорданово, да се помолиме на Господа, за да се просветиме со духовна светлина од едносуштата Троица, да се помолиме на Господа, Господ Бог наш да не покаже синови и наследници на своето царство со пиењето, причестувањето и порусувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа, за да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна, Владичица наша Богородица Христо Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг, и силот на живо на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Мир на сите. Духови Твоему. Вашите глави приклонете ги пред Господа. Господи, кој си благоволи да се крстиш во Јордан и да ги осветиш водите, приклони го Твоето уво. Послушај и благослови сите нас, кои со приклонување на главите означуваме знак на покорност и удостојни да се исполниме со Твоето светување преку причестувањето од оваа вода и да ни биде Господи за здравие на душата и телото. Зашто Ти си нашето светување и Тебе Ти вознесуваме слава, благодарност и поклонение со безпочетниот Твој Отец и се светиот и благ и животворен Твој Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, кој си напрегол со својот збор, си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кој трите момчиња Данила, кога биле во Вавилон, хранејќи ги со семиња, си ги покажал. Освети од оние што биле во слав хранети, Ти самиот се благ цару, благослови ги овие семења, од различните плодови освети ги оние што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светите Козма и Дамјан и за спомен на оние што починале во благочестива вера, ова се принесе Твоите раби. Затоа, добар Боже, на оние што ова го красиле и прават спомен
Подарим се што проса за спасение и за настана Твоите вечни блага по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија и на светите Козма и Дамјан, ти што спомен го празнуваме и на сите Твои свети. Зашто ти секој благословуваш и осветуваш се Боже наш и Тебе слава ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со единородниот Твој Син и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, пченицата, виното и елеот во овој дом со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го овој леб, пченицата, виното и елеот со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, пченицата, виното и елеот со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Ова е од во слава и во чест на светите Козма и Дамјан. Прими ја, Господи, ова жртва во Твојот на небесен свој жртвеник. Амин. В името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во слава и во чест на светите Козма и Дамјан. Прими ја се штедри ова жртва во Твојот на небесен свој жртвеник. Амин. Амин. Дај го. Святи мученици, же добре страдалчествуваше и венчаше ся. Молите ся ко Господу, помиловати ся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радование, и же проповед Троица единосушная. Исаия ликуй, дева им его чреве, и роди сина Емануила, Бога же и человека, Богим я ему, Его же величающее Дево, облажаем. Ајде повторно. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, Свети Козма и Дамјан, помагај ни. Христос посреди нас и е и ке биде. Честито, нека и благословено. За многу години. Ај, женичката се. Чива ева? Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, Светиот Козма и Дамјан, помагај ни. Христос посреди нас и е и ке биде. Нека е честито и благословено. Амин. Убаво печено. На здраве спасение, ајде. Спаси го. Чекај нека се најде. Не буде чекай. Помилуј не Боже според Твојата голема милост и се молиме усвиши и помилуј. Уште се молиме за мир, здраве и спасение на чедата Божи, Драган, Сонја, Наум, Матеј, Елена, Донка, Мартин, Снежана, Александар, Славица, Јорде, Јасмина, Охридија, Света, Стојан, Викторија, Кристијан, Сара, Кристина, со нивните блиски. Уште се молиме за сите тука присутни и за ова свето село. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас сопротивнија даруја и Твое сохрањаја
крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи все православных християнам нашим, нас опротивния даруя, И Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи sve православnih християнам нашим, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. По молитвите на светите отци наши, и по молитвите на светиот Козма и Дамјан, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй не. Амин. Честито и благословено, за много година ни е денот, вековито да го славиме. До година ще појќе народ. Умерените врнежи не представуваа посебна метеоролошка пречка за збогатување на бројот на верници во црквата посветена на светите врајачи Кузман и Дамјан. Минатата година верниците одречени воздигна заклон, така наречен летна трпезарија, која лорацира при влезот на црковниот двор. Добар дел од посетителите не само што се заклони од дождот, туку може и да седнат, ама и да се послужат со пијалок од црковниот шалтер за послуга. Подоцна ќе забележите и дека наречената лицитација на црковни подароци ќе се разбредели токму од овој простор. Арно, ама, има уште нешто што речени очекуваат во дождливиот ден, ќе треба да пристигне и да се инсталира познатиот музички бенд Престиж, кој воден од гласот на интерпретаторот Метидија Столески, ќе дозволи чувство на ден со многу музика, песни и ора за играње. Со оглед на состојбата, тие има свое место во дворот на црквата, на површината од влезот на црковната трпезарија, која попатно заштитена е од атмосферски влијанија. Па добро, ќе пречекаме. Затоа пак нема потреба за чекање кога е во прашање активацијата на црковната трпезарија, која за неколку моменти ќе биде подготвена за традиционалниот обичај Благослов, кој ќе биде изведен од екипата на местниот свештеник. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ниње и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче свят и благослови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го јадењето и пиењето во овој дом, во ова село и во целата наша татковина и во целиот свет, духовното и телесното, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. На здраве и на спасение нека ви поведете се.
Najnaš se slušna pesnata Ajde kume, će se to ti izvore. Ovo беше za nas znak дека колото ќе го води кумот заедно со црковниот одбор и со сите членови од своето семејство, ама и со верници на кои дождот не им пречеше. Во моментот нашата опрема за снимање беше во заклонот од летната трпезарија, па токму од тој заклон го гледавме првото коло од разиграниот кум, иако на патот од видикот ни стоеа лични дождобрани кои ни го блокираа видикот. Ама само за првото коло. Во вториот обид дождобраните останаа, ама ние со померување ја избегнавме блокадата на видокрилот. Добар ден, почитувани гости. Нека ни е честит празникот, свети брачи Стефан и Дамјан. Нека е за новогодини да се славиме радосни, весели, да години уште побројни. А сега може да започнеме со една убава песна за кумот. Ајде, куме, напред!
Ej, more, kume zlate, vole brano, ti si pade. Ej, more, kume vre, gdje se to ti izgore. Ej, more, kume zlate, vole brano, ti si pade. Ej, more, kume vre, gdje se to ti izgore. Domakine, dobri gosti ti dojdoja. Domakine, dobri gosti ti dojdoja. Dobar amer ti donesoja. Dobar amer ti donesoja. Stadotice, domakine objavljio. Stadotice, domakine objavljio. Domina obliznio. Domina obliznao. Žena ti se domakine porodila. Žena ti se domakine porodila. I rodila vašo dete. I rodila vašo dete. Ako spiješ, domakine razbudi se. Ako spiješ, domakine razbudi se. Ako piješ, domakine razveseli se. Ako piješ, domakine razveseli se. Ajde, samo godina.
Zagreba. Amorosa ta cveke milova, nešto ptica ta ljubav opeja. Solzi radosnici srca topeja. Gledaj prekrasno sino jezero, ovde ljubav ta nema granici. Gledaj livada, cvetna ravnina, ovde bre pesna ta eodamnina. Sa mnogo godini Makedonci kade i da se, sa mnogo godini moj narode na Makedonija. So ljubav svega da nazdravi me, ljubav golema, za večna da i bide srećata na Makedonija. Ljubav golema i neprebolena. Ljubav golema za Makedonija. Ovde merak od srca izgore, ovde vino to duši otvori, ovde momite se zaljubenje, noćina vreme to ne zagubenje. Za mnogo godini Makedonci kade i da se, za mnogo godini moj narode na Makedonija. So ljubav svega da nazdravi me, ljubav golema, za večna da i bide srećata na Makedonija. Ljubav golema i neprebolena. Ljubav golema za Makedonija. Ljubav golema i neprebolena. Ljubav golema za Makedonija. Сорастанје на интензитетот на дождот падна интензитетот на разиграните.
Тоа како време го искористи и црковниот одбор, кога ја вклучи акцијата лицитација. Исто така, под заклон во летната трпезарија, тие со наддавање, односно кој ќе даде повеќе, ќе ги споделат црковните подароци низ верниците, уновчувајќи ги на таков начин. Остварениот приход од лицитацијата ќе се искористи исклучително за надградба и одржување, сега веќе манастирскиот комплекс посветен на светите Врачи и Козма и Дамјан, еве дел од лицитацијата. Чекајте, чуевете. Лицитација е ова надавање до 3 пати. Арку имат. Чека го, не така. Чорапи, масло, 100 денари. Ама чекајте да се разбираме. 200 денари дае ли се? 200 денари дае ли се? Е, така, дае. Третиот пат дае ли се? Готово. Čekaj! Svi 200 damo, be! Čekaj, ima ljude šoke granata dondeka, čekaj malo. Čorapi, šojeva i maslo, 100 denari. Čorapi, maslo, 100 denari. 300 dade čovjekov, 300. 300 dade što zdrave. Evo se 300 pate! Tako, ovo je licitacija. Ne, licitacija ova nije na pazarote i fiksna cene cijene. Ajde ne mola po nasrano. Molim te jednom metru da napravite prostor. Ne mola jednom metru prostor tu da napravite. Kako će soberit? Skala tu je. Čorapi, maslo, 100 denari. 200 čovjek odalje. 200. Čorapi, maslo, 100 denari. Čorapi, maslo, 100 denari. 200. Trajno. Ako sakate da pomogne na crkvata, ki reći davam ja 200. A on njega napazar samo ovo prodavnica tih cena. Наскоро беше повикан кумот Драган уште еднаш да го поведе празничното оро, се разбира со црковниот бајрак во десната рака. Овој пат го следеше новоизбраниот кум, односно духовен кум за следната година од Денот на светиите, младиот реченец Дејан Ристевски. Тие во состојба на игра ќе ги заменат местата со што ќе се символизира примопредавањето на црковниот бајрак од рацете на стариот кум во рацете на новоизбраниот. На ваков начин веселбата ќе продолжи во недоглед на денот. Да сте весели, здрави и живи речени и до година да ве има во поголем број. Се моли Драган Аврамовски. Guarda cos'è mi con 3 pati ci stenderemo.
daja plata, sestro daja plata, Đurđo Veresijaka. Aj, Veresijaka, Đurđo, tri godišnja, Vardari.
Ince